ден, драги наши пријатели. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково и од нашата екипа на Вкусот на традицијата. За денешниот специјалитет на денот, рецепт на денот, ќе ви подготвам една македонска риба на хартија, што е многу вкусно и многу интересно. Не само што е посебен рецепт, туку можете секогаш и во секое време да го направите. Знаеме дека Македонија изобилува со многу видови неезерски и речни риби. Најпопуларните риби во Македонија се крапот, тиквишкиот, водохритот, дојран, понатаму белвицата, црвеноперката, пастрмката, која што буквално во секој еден ресторан ќе ја најдете. И секако нели убавите речни риби во Македонија. И ние во нашата македонска традиционална кујна имаме многу специјалитети со риба, како чорба од риба, ќофтиња, на тава и така натаму, но овој е многу интересен рецепт. Тој е традиционален рецепт кој што порано го правеле во земјена тава, но сега можеме да ви дадеме една идеја да вашиот ручек биде интересен, примамлив, атрактивен, а сепак состојките се исти. За овој специјалитет вас ќе ви бидат потребни. Еден крап ќе ви биде потребен, кој што е од прилика околу килограм и половина, исчистен и пресечен на кременадли и добро измиен. 4 китки магданос најчесто одат за килограм и половина риба. Ако ставите, например, риба 2 килограми, ќе додадете уште 2 китки магданос, 2 главици кромит насечкан, 2 чешниња лук ситно насечкани, брашно за препелкање на рибата, 2 децилитри сок од патлиџан или томатело, или салца, или рендан патлиџан, што и да имате, и масло. Од зачини ќе ви требат само сол и бибер. Ајде сега да го направиме овој специјалитет. Најпрви што ќе направам? Рибата ќе ја насолам и ќе ја препелкам во брашно и ќе ја потпршам. Убава свежа риба. Ова е утрово дојдена во Скопје тука. Значи не е ни замрзната ни ништо, но се знае дека кременадлите од крап може и да се замрзнат, па да си имате во секое време риба свежа која ќе ја добиете, нели, ќе си ја замрзнете. Така. Вакво јадење правеше мојата мајка, но ставаше во земјената тава. Одлично, сега ќе ја препелкам рибата во брашно. Така. И ќе ја наредам во една чинија. А главата не мора да ја пржите и опашот. Од нив можете да направите чорба, која што одлично ќе одговара како предјадење, топло предјадење на оваа риба. Само убавите кременадли што се и треба 2 прсти да бидат дебели. Еве другите ќе ги оставам таман за чорба. За една од наредните емисии. Еве главата од крапот, опашот и овој дел што е веднаш до главата. Ќе го тргнам ова на страна. Така. Брашното исто ќе го тргнам на страна. Сега ќе ставам масло во тавчето. Ќе ја потпржам рибата, не комплетно, значи само потпржена. Да намалам.
И во истото масло ќе продолжам останатите зеленчуци да ги ставам. Така. Ова може и вака. Значи, поентата на вкусот на оваа риба, зајрето тука. Каде што е пржена рибата, тука да се испржи. Уште малку ги од другата страна, затоа што потоа таа ќе се пече. Еве, полека веќе ги вадам кременадлите од крап. Така. И кога ќе бидат и тие испржени, ќе почнам со кромитот. Ова нема да ми треба. Ова може веќе. Ау, што се убави крцкави. Така. Еви, ова е веќе готово. Значи, да бидат малку решо дозгора. Еве, само да пробам за сол да видам. Леле, колку е свеж, колку е убав. И сега брашненцето од рибата ќе му дојде како и запршка. Одлично. Еви и ова е готова. Сега го бадам и маслото ми е веќе подготвено, дури и ке намалам. Така. Сега го пропржувам кромичето. Така. Убаво да се испржи, да ја промени бојата, да омекне. Па ќе му го додадам лукчето и патлиџанот. И оно ќе се згусне само поради брашното од рибата. Сега ќе додадам малку биберче.
ова риба и крапот не трпи многу зачини, туку баш да си мириса на крап. Така. Ќе го подготвам лукчето, патлиџанчето, но нека се пржи уште малку. Баш да си омекне убаво. Да го извадам ова малото парче од рибата. Така. Сега ќе му го додадам и лукчето. Така. И ова го пропржувам. Малку само. И веднаш ќе го додадам патлиџанот, за да не изгори лукчето и ќе го оставам да си се искрчка. Така. И ќе го намалам на тивко, на потивко, за да може убаво да омекне кромидот како памук да биде. Така. И тука ќе додадам исто малку сол, ќе додадам. Така, и оно полека ќе си крчка и ќе го додадам исто така и магдоносот. Ќе направам еден убав сос така, од зеленчук. Он ќе се стопи сега. Не му додавам ништо, ниту вино, ниту вода, било што, оти треба да биде густо. Мислам, по-густ треба да биде. Така. И ќе го оставам да си крчка на тивко. Сега ќе пушти вода и магдоносот. Убаво прво да го измешам. Еве гледате, веќе го снемува магдоносот. Но треба да му извадам целата вода. Само да пробам за сол. Колку е вкусно ова. Па, сигурно едно 10 минути ќе го крчкам. Еве, филот ни е веќе готов. Исклучувам. Така. Сега ќе го ставам тука пред мене. Ајде така. Како ова убаво мириса, леле. Сега вака. Си ја зимам рибата. Ке си ставиме, значи ќе ја поделам према тоа колку рибчиња има. Така. И од озгора. Така. И сега ќе земам уште една риба.
И сега ќе пресечам хартијата за печење, за да можам да направам како пакетче. Така. Тука ќе ја завиткам. Така. И од оваа страна ќе ја завиткам. И си ги редам во тепсијата. Постапката ја повторувам и со останатите риби. Значи, прво доле ќе ставам малку. Така. По две виткам, значи едно пакетче за една личност. Така. Другата риба ја ставам од обратната страна. Прекрасно нешто. Вака ќе си ја потпиткате. Така. И од страната, како пакетче, како бомбонче. Така. И од другата страна. Еве, две пакетчиња. Можам да направам овие три, пошто се помали, во едно пакетче. Или ќе видам да не е многу случајно. Вака ќе ставам. Ете така. Многу ќе биде, ќе мора таа посебно. Ќе биде со повеќе фил. Вие зачини можете да си ставите какви сакате. Значи, по желба. Рерната да ви биде вклучена на најсилно. Значи, ако имате опција на 300, на 300. Ако не, може да биде на 250. Така, ќе направам место уште за едната риба. Тамани, ова ќе биде со повеќе фил. Еве, ова ќе биде за мене. Така. Супер. И таа ја завиткам. Редната е веќе подготвена.
одлично оди на печење, а вие, драги мои, останете со нашата и ваша вкусот на традицијата, додека рибата се испече, да ја пробаме. Ете, драги мои пријатели, како се наредени, значи како фишечиња. Па за мерак, еве погледнете, значи ништо нема од оздола, видете. А како се они баш убаво испечени. Ајде сега. Еве првото е мое. Другото ќе го поделиме со сите нас тука. Да отвориме да видиме како е. И кога ќе си го јадете, значи си останува хартијата на чинијата. Да си направам место. Ете така. Леле, како мириса. Ау, како мириса. Ете, тоа е тоа. Тоа е тоа. Ова е врв. Како е вкусно, леле. Не можам да ви опишам. Значи, многу е важно на силен оган да почнете да го печете. Карапот го земал мирисот од сите работи, од кромидот, од лукот, од Макдоналсот. Значи, ова е вистинско уживање. Вистинско уживање. Направете го, драги мои. И вие ќе се уверите во овој вкус. И доста атрактивно. Например, колку гости да ви дојдат, толку вакви пакетчиња ќе се направите. И знаете што е најинтересно? Што? Еве, гледате дека нема вода, значи нема никаква вода. Толку е убаво све искрчкано, издинстано. И рибата ем останува крцкава, ем го прима мирисот и течност од сокот, од се што му ставивме внатре. Карапот, убав. Драги мои, ова ветува добар ручек за целиот персонал што денеска работевме заедно. Јас ве поздравувам до следната емисија и знаете како велат, добро одбраниот збор може да отвори многу голема врата, но и да затвори лоша уста. Затоа внимавајте што зборувате. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Еве ви одличен рецепт за вашиот ручек, за свечен ручек, за постење, за пријатели, за семејство, за што душата ќе ви посака. На здравје!